Колку пати до сега сте си рекле? Леле, ама е загадено, не се дише. Ама вака е секоја година овој период, мора да издржиме. Не треба да издржите. Мора да го барате вашето право на чиста и здрава животна средина. Еден од начините да го направите тоа е да се обратите до Народниот правобранител. Втора епизода од подкастот Имаш право, посветен на еколошката правда и заштита на животната средина. Денеска разговараме за улогата на Народниот правобранител како адвокат на граѓаните во борбата за еколошка правда. Мој соговорник е господин Зоран Билбиловски, државен советник во канцеларијата на Народниот правобранител. Добре дојдовте во подкастот Имаш право. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Прво да го започнеме подкастот со основното прашање: која е улогата на Народниот правобранител во заштита на граѓаните и во еколошката правда? Значи, генерално Народниот правобранител е институција на државата, која што има основна надлежност да ги штити човековите права, односно уставните и законските права на граѓаните во неколку сегменти. Јас би кажал накратко, значи тоа се однесува кога се повредени од органите на државната власт, органите на државната управа или за поедноставно кажано тоа се сите оние министерства и инспекторати, потоа од органите на единиците на локалната самоуправа, или тоа се општините, и други органи и организации и поединци што имаат јавни овластувања, значи тука би спаѓале одредени јавни предпријатија, јавни установи, образовни установи, потоа извршители, нотари како лица кои што вршат одредени јавни овластувања. Тоа е едниот сегмент од надлежноста. Понатаму вториот сегмент од надлежноста е на Народниот правобранител да врши промоција на човековите права и има одредени други надлежности Народниот правобранител како што се национален превентивен механизам што се однесува на прашања за тортура на одредени лица пред се оние кои што се наоѓаат на издржување на казна затвор или им се лишени од слобода на некаков било друг начин. Потоа има надлежност Народниот правобранител во делот на судството за одредени прашања кога луѓето водат судски постапки, наедноставно кажано, ако судските постапки се одолжуваат, Народниот правобранител интервенира во тој сегмент и конечно има по сопствена иницијатива и како надлежност дадена да ги следи состојбите во одредени области од општественото живење, односно во одредени сфери што се однесуваат на човековите права, па вклучително и заштитата на животната средина и природата и правото на здрава животна средина како основно човеково право. Дали граѓаните се жалат за еколошки прашања? Колку има ли некоја статистика, например во текот на 2024 година? Значи, што се однесува на конкретно на бројот на поднесени представки во кои што граѓаните се жалат на заштитата на животната средина, тој број во принцип во изминативе години е релативно мал, значи се движи од, да кажеме, од 5 па до 20, значи секој пат бројот на граѓани кои што се обраќаат до Народниот правобранител за ова право е навистина мал. Во оваја година, да речеме, имаме и во последниве години тренд на благо зголемување, така да во текот на 2024 година, заклучно со денешниот ден, значи тоа се околу 30 на поединечни представки од граѓани. А доколку направиме некоја ретроспектива во минатите години, бројот се зголемувал, се намалувал или стагнирал? Рековте дека оваа година пораснал, а во историјата? Значи, од почетоците на институцијата, мислам дека е општо познато, институцијата има започнато со работа некаде од 98 година и значи во тој период сметано па до денес, значи постои секогаш е благ тренд, меѓутоа е минимален трендот на зголемување на бројот, значи скоро е незначителен, затоа викам секој пат е во распон, да кажеме, од 5 до 30 на поединечни представки. А што според вас е причина зошто граѓаните не се обраќаат на тоа место? Зошто не ги поднесуваат жалбите? Зошто бројот е толку мал за разлика од другите? Имаме некоја, да кажеме, анализа или некое одредено истражување спроведено што е причината
Меѓутоа, од анализа на предметното работење, од бројот на, сега иако бројот на представки е, да кажеме, тоа станува збор за формирани предмети, овие што се евидентирани, меѓутоа треба да се има во предвид дека Канцеларијата на Народниот правобранител во седиштето во Скопје, како и 6 канцеларии кои што се наоѓаат низ Републиката, секој дневно вршат прием на граѓани кои што доаѓаат лично и разговараат со овластено лице, и во тој сегмент секако дека и тука граѓаните изнесуваат проблеми од што се однесуваат на заштитата на животната средина и во краен случај добиваат совет за начинот, постапката и органите како можат да го осварат и да го заштитат своето право. Меѓутоа, една од причините сигурно дека е и недовербата во системот, и другата причина е, знаете како ние сите живееме во едно сложено време со разни општествени појави, и пред се гледајќи ние како година имаме, секоја година се случува да имаме во одредена сфера огромен број на представки. Еве сега минатата година ја одбележаа со патните исправи, претходните години беа извршителите, и така да луѓето, да кажем, едноставно се навлекуваат и одат на тие прашања, ова некако го оставаат по настрана. Не му дошло редот. Не му дошло редот. Секако дека и свеста кај граѓаните е мала и не се доволно запознаени и информирани за пред се дека можат да се обратат и до Народниот правобранител, но и генерално дека имаат права многу повеќе и во оваа сфера за разлика од другите, што како поединци да се обраќаат до институциите и да бараат одредена интервенција. А дали е сложено да се поднесе таква представка до Народен правобранител? Како оди процесот за да се стигне до вас? Значи, она што е најгенерално, значи Народниот правобранител е навистина заштитник на граѓаните и во постапката пред Народниот правобранител не е врзана со плаќање на никакви такси, за разлика од водењето на судски и управни постапки, каде што граѓаните, и тоа е една од причините, исто треба да се истакне, за одбојноста зашто граѓаните не иницираат такви постапки. Потоа представката до Народниот правобранител може да се поднесе, како што кажав, лично во Канцеларијата на Народниот правобранител. Не е потребна некоја посебна форма, секој може со своји зборови, на свој начин да ја каже, може да ја достави на било кој јазик. Народниот правобранител потоа ќе изврши преведување и уредување на самата представка и ќе ја води постапката и секако ќе го контактира граѓанин. Ми се чини дека воопшто не е сложено всушност да се поднесе некаква жалба. Нема никои онлайн формулари се што треба да направи еден граѓанин да дојде до институцијата. Да, тоа е едно да дојде, каде што со помош на наши стручни лица ќе им се помогне дури и во составувањето. Исто така ние за олеснување на граѓаните имаме изработено и соодветни формулари кои што сите граѓани можат да ги користат и за да им се олесни начинот во кој што таму се посочени личните податоци на граѓанинот, органот на кој што треба да се жали, значи дали е тоа одредена општина, ако зборуваме од аспект на заштита на животната средина, дали е одреден инспекторат, дали е Министерството за животна средина, дали е одредено јавно предпријатие, јавно комунално предпријатие и слично. Исто така постои можност да се поднесе и директно по електронски пат. Значи постојат повеќе начини, по телефакс, може и по телефон да се соопшти врз основа на кажувањето. Значи тоа функционира преку нашиот вебсайт, има посебен дел што се однесува на поднеси представка и се пополнува, се доставува, може да се прикачат, се разбира, и документи. Доказни материјали. Доказни материјали, нели, доколку граѓанинот, бидејќи секој пат, нели, основното е граѓанинот покрај тоа што треба да наведе до кој орган, треба да означи и дали веќе користел некое средство, дали поднел некое барање, штом се поднесе и електронски од нашата институција, нели, од лицето задолжено за следење и за прием на таквите представки од информатичарот, добива и повратна информација дека мејлот е пристигнат и дека после известно време постои можност и за електронско следење на представката, каде што граѓанинот има увид, добива и посебен пасворд, нели, бидејќи внимаваме и на заштитата на личните податоци и на безбедноста, да види во која фаза дали е постапено, дали е добиен одговор од институцијата каде што е интервенирано и слично. Така, благодарам, ова беа прилично корисни информации за оние што го гледаат подкастот, да знаат каде можат да се обратат доколку имаат проблем. Извештаите за аерозагадувањето во Скопје покажуваат дека има делови од градот во кои повеќе од 100 дена во годината
нивото на PM10 честички е значително повисоко од дозволеното. Како во ваква ситуација граѓаните може да се изборат за еколошка правда? Значи, само да дополнам, покрај ова што значи генерално постапување на Народниот правобранител по поднесени представки, Народниот правобранител како институција во случаи кога станува збор за масовна повреда на човековите права или повреда на човековите права на поголем број граѓани и лица, кога станува збор за некое прашање од јавен интерес, еве како што беше и ова генерално кога се однесува загадување на одредена населба, одреден дел од град или слично, може исто така да формира и предмет по собствена иницијатива и во тој дел да нашата институција ја спроведе постапката и интервенира во надлежните институции. Инаку да се вратам на прашањето, значи кај нас за функционирањето и за работата на институцијата Народен правобранител, многу е значајно да граѓаните пред да се обратат до Народниот правобранител, нели освен ако бараат совет нели правен пат, да се имаат обратено до надлежните институции. Постои тука и тоа сигурно дека влијае на граѓаните да се откажат, поделена надлежност како на во однос на заштитава на животната средина, како по однос на институции од централната власт, да речеме пред се Министерството за животна средина и Државниот инспекторат за животна средина, така и општините преку нивните инспектори, и тука доаѓаат до одредени проблеми и многу тешко се разрешуваат ваквите случаеви, бидејќи и ние сме имале предмети еве и по однос на загадувањето во градот Скопје, направени по сопствена иницијатива, и во текот на постапката имаме побарано како од градот Скопје, така и од Министерството за животна средина, така и од Државниот инспекторат за животна средина да отидат, да направат, да извршат увид на самото место и да ни ги достават нели записниците за утврдената фактичка состојба и евентуално за мерките кои што би ги презеле доколку се констатирани одредени неправилности. Врз основа на таа постапка што ја води Народниот правобранител по сопствена иницијатива или по повод представка на одреден граѓанин, ако Народниот правобранител констатира дека постои повреда на одредено човеково право на поединец или генерално, може дополнително до некоја од овие надлежни институции да дава, да речеме, тоа е механизмот на Народниот правобранител, да дава препораки, мислења или укажувања како тие повреди да се отстранат. Така, јасно. Со подршка на UNDP имате подпишано меморандум за соработка со граѓански организации кои се занимаваат со еколошки теми и прашања. Што значи таа соработка за вас, за институцијата и за граѓаните? Од анализа на повеќе годишното работење на Народниот правобранител, кога започна да го реализираме проектов со UNDP, забележавме дека во делот на заштита на животната средина скоро и да немаме представка која што е поднесена од Сдружение на граѓани. За разлика од оние другите предмети кои што ги имаме, каде што многу често дури и самите здруженија ги поднесуваат представките во име на граѓаните, се разбира откако добиле согласност. Да, сакам да кажам дека како подносител да се јави Сдружение на граѓани не сме имале. Значи, воопшто во изминатите години, значи тоа и беше едната од причините зошто се подпишаа овие меморандуми. Втората причина е да ние врз заедничка акција бидејќи станува збор значи за специјализирани невладини организации кои што секој од различен аспект, некои се по однос на воздухот, некои се за почвата, некои се за водата, за воздухот, следат, анализираат, застапуваат граѓани, да разменуваме искуства и податоци се во интерес на граѓаните и преку заедничката соработка да можеме дополнително да ја зголемиме како свеста, така и можноста за заштита на секое поединечно право на секој граѓанин. Кога е подпишан меморандумот? Меморандумот се подпиша во текот на изминатиот месец, кажав со посредство и голема помош на UNDP, не, оваа година, да. Така. Следува значи имплементацијата, ние веќе со тоа беше и доброволно кои издруженија ќе го подпишат, значи подпишано е од неколку. Еве и јас конкретно во нареднава недела, сега од понеделник, имаме и договорено со
представници од Сдруженијето на Архус, мислам дека се вика, и Сдруженијето на млади правници на Македонија, и непосредна средба каде што ќе ги дефинираме чекорите како би се одвивала оваа соработка и што конкретно би направиле во наредниот период. Која е вашата предпоставка? Мислите дека овој меморандум ќе донесе кон подобрување на тие теми во нашето општество? Сигурно дека влијае. Народниот правобранител, значи морам да кажам колку ние и да се трудиме да работиме, некогаш постојат и објективни можности, ние со години за тоа ја алармираме јавноста дека му недостасуваат како материјални средства, како човечки ресурси, така и финансиски средства, поради што и не може да се посвети доволно на сите сегменти нели од човековиве права. Ова е добар повод и мислам дека ќе влијае, бидејќи еве и ние ја имаме и промоцијата, меѓутоа поради немање на капацитети не можеше да се реализира, бидејќи сосема е поинакво и свеста на луѓето. Ние и претходниве со проект, да кажам, и на Европската Унија реализираме, веќе и посетивме неколку општини низ Републикава, каде што покрај останатото, во зависност од тоа каде што забележавме дека има представки од заштита на животната средина, организиравме средби како со градоначалниците, така со раководителите на секторите во општините, така и со граѓани, со представници на здруженија на граѓани, за размена на искуства во однос на делов што значи заштита на животната средина. Дури некаде и аналогно на тие средби и разговори, веднаш и направивме предмети по сопствена иницијатива, за да испитаме одредени случаеви или појави. Токму така и беше случајот, можам да го истекнам, во Струмица, сакавме да провериме каков е составот на цевките што ја пренесуваат водата, односно дали се тоа азбестни и како тоа да се отстрани доколку таквата состојба, односно таквите неофицијални наводи бидат потврдени во пракса. Така, како заврши тој случај со Струмица? Или се уште во... Случајот се уште е во тек и проблемот е што не наидовме на соработка, како представниците од комуналното предпријатие, така од општината буквално одбија. Јас колку што знам до последното, не ни се уште дадени бараните податоци и информации. А има рок до кога треба да ги дадат, например? Законот за народниот правобранител за секоја институција предвидува рок во кој што може да му ги даде, не може, туку е должна, воспоставува законот обврска должност, да одговорат веднаш или најдоцна во рокот од 8 дена, и на тој рок ние се повикуваме. Меѓутоа, општо познато е како функционира нашиот правен систем и често се случува да не го почитуваат рокот, па се доставуваат и ургенции. Колегата отишол дури лично да разговара таму со директорот и повторно добиено е ветување, но мислам дека бараните податоци се уште не се дадени. А не постои конкретен закон што може тоа да го изрегулира? Во нашиот закон генерално сите прашања се регулирани. Дури оди и најшироко, нашиот закон вика дека сите се должни органи и организации да ни ги дадат сите податоци, дури и без оглед на степенот на тајност. Значи се подразбира дека можат некој што е документ и класифициран, должни се да ни го соопштат. Бидејќи сте еден од највисоките органи, така во некој момент? Да. Нашиот закон има решение и за вакви ситуации, меѓутоа е прашање некогаш на целисходност, дали ние треба и да ги користиме. Во краен случај, во законот се предвидени казни парични за функционерот, односно за раководителот на институцијата, од 1500 до 3000 евра казна, ако не ги даде податоците. Меѓутоа, прашање е на целисходност, како што кажав, суштината на работата на народниот правобранител е да му овозможи на одреден граѓанин да го оствари правото, бидејќи ние и да дадеме до судот да биде казнет, без оглед што ќе се претвориме и во некој, нели, како полиција да поднесуваме пријави, нема ништо ефектно да добиеме ако повторно нема да се отствари правото на граѓанинот. Така да нуди законот и таму го имаме оној редослед од понизок кон повисок орган. Најпросто кажано, ако не одговори инспекторатот, информацијата ја праќаме ако е конкретно за животна средина, можеме да доставиме информација до министерот на Министерството за животна средина, да го информираме, да каже дека тоа не е во ред и да побараме да му укаже
да ги даде податоците на народниот правобранител, ако и тој не постапи, ја информираме владата. Таму треба владата на седница да го викне народниот правобранител да се разгледа тој посебен извештај. Крајниот случај е случајот ние да го објавиме јавно или да го доставиме до собранието. Тоа е прилично долг тоа процес. Прилично е процес кој што се одолжува, нели? Сведоци сме на блокади на институции, на често појави, нели? Покрај она генералното што народниот правобранител еднаш годишно изготвува годишен извештај кој што го доставува, јавно го објавува и го доставува до собранието, кое што врз основа на тие препораки и содржина на тој извештај треба да усвои и одредени мерки, да речеме, ако станува збор за животната средина, може да постои мерка ние да предложиме, да каже одредена општина да ги донесе локалните еколошки планови, програми разни како што требаат, просторниот план и слично. Значи, секоја година во извештаите се содржат. Друго е сега прашањето дали и собранието во континуитет ја исполнува таквата мерка. Не, чисто ме интересираше дали постои некој законите за почитување на тој рок и која е постапката доколку тој рок не се испочитува. Да, ама гледам дека се е содржано во нашиот закон, но тоа само дополнително го продолжува и нели ако се спуштиме на локалната самоуправа, доаѓаат оние предизборни изборни кои што и онака градоначалниците се генерално, нели како да кажам, избрани функционери, нели политички од народот, меѓутоа тој одлучува и тој раководи, ако се предизбори, тогаш и завршува можноста. Со што генерално морам да споменам и уште еден сегмент, исто така ние за одредени постапки можеме да бараме да поднесеме исто така и не се случило во деловна животнава средина, но доколку би се утврдило, можеме да поднесеме и соодветни пријави до надлежното јавно обвинителство да биде процесуирано за одредено кривично дело, ако станува збор за од областа на животнава средина. Се надевам нема да стигнеме до таму и ви посакувам многу среќа со овој случај. Од вашето искуство, колку државните институции надлежни за заштита на животната средина се ревностни во својата работа? Јас би го поделил на два дела. По однос на својата работа, она што значи норматива и следење на светски практики и стандарди и усогласување на националното законодавство со правото на Европската Унија и генерално со имплементација на меѓународни ратификувани нели конвенции и други документи, мислам дека поприлично државата и на тоа ниво сме доста високо, скоро голем процент постои согласеност, меѓутоа станува збор за огромен број прво на законска регулатива, после тоа од таа законска регулатива следува одредени подзаконски прописи како што се правилници, одлуки и слично како подзаконски акти и навистина постои море од прописи која што е распределено на многу институции, значи нормативната рамка е во ред генерално и ги следи светските трендови нели и практики, меѓутоа по однос на нејзината примена и начинот на функционирање, тука не може да се даде баш позитивна оценка дека навремено и секогаш ги вршат, се разбира, не е црно-бела сликата, постојат и таму и објективни, постојат и субјективни критериуми, ние секогаш кога се обраќаме, генерално кога ќе добиеме одговори од инспекторативе, еве конкретно одговорот е дека не се доволни екипирани, дека недостасуваат инспектори, дека и она програмата што ја прават, па не се опремени со материјални средства, возила, дека се скапи, мерењата, нели истото, ја затоа викам во овие постапки постојат исток за граѓаните, ако треба да се направи одредено вештачење, ние кај што имаме проблем, еве конкретно предмет со голема бучава, тоа станува мерење, ако граѓанинот го спори, му бараат да ги плати трошоците кога ќе му кажат која е цената и дека ако уште на тоа треба да ги плати после и трошоците ако го изгуби спорот, во голем дел се откажуваат, така да и овдека тоа е едниот проблем, исто така на локалнава самоуправа потполно се некаде дури прашање дали имаат вработени лица кои што секојдневно би им било работна должност да одат да решаваат прашања од животнава средина, тргнувајќи од контрола на оние мерни места,
па контрола на тие никој не проверил дали навремено тие се баждара, дали се исправни, дали локацијски се баш на соодветно место поставено, дали самите извршиле надзор во одреден индустријски објект и слично. Ние имаме јавувања нели од граѓани дали башка во нашава држава имаме затечена состојба, неурбанизирани голем дел на населени места и затекнати состојби, нели едно е градење нова зграда, па лесно е со прописиве да кажеме не се дозволува да функционира тука некој објект кој што загадува, меѓутоа имаме затекнати состојби како што луѓе се јавуваат да има индустријски објект или на одреден начин добиле елаборати и добиле согласности за перални, не знам, пред врата на куќа кај што со голо око се гледа дека загадената вода оди буквално во нормалното, дека работат објекти, пилани или не знам разноразни, се тоа поединечни случаеви, така да тука постои можност, сигурно дека и тоа е, еве уште еднаш да кажам, апелот уште едно ќе биде сигурно и одреден притисок и нели начин со работката воспоставена на Народниот правобранител со Сдруженијава на граѓани и со невладините организации. Во овој дел, третиот дел е оној што значат поединечни предмети и водење управни и судски и кривични постапки, кои што е нели друга приказна за себе со оглед на начинот како тие постапки се одвиваат, колку траат и каква е довербата на граѓаниве генерално во работата на судовите и на обвинителството. Па вклучително и на управните судови, кај што иако ние ги имаме роковине, кај што одреден предмет дури дефинирано за 6 месеци или за 9, или државни комисии за 60, во пракса скоро и да не постои случај на вистина да е решен во законски определениот рок. Вака за крај да го заокружиме овој разговор, мислите дека ќе има подобрување вака во иднина за 5 до 10 години од сега? Како ви се чини? Одличен аспект, не мора... Само ако работиме секој дневно, меѓутоа кога ќе се навратам сега од моето искуство, ако ме прашате, сум веќе преку 20 години во институцијата и анализирајќи целокупното работење и како оди развојот нели на почитување на човекови права, на вистина, како може да се каже, умерен оптимист, ајде. Нека биде, меѓутоа сигурно дека и ние како институција и секој поединечно мора првин да тргнуваме и да се трудиме секој дневно да анимираме и јавноста, да реализираме и средби со граѓани, еве и преку вакви јавни настапи и секаде и во секоја прилика да се трудиме да затоа и го правиме овој подкаст за граѓаните да се информираат, да ги зголемат своите знаења и да се разбудат таа некоја заспана свест на одредени теми. Како би ги изменило нештата начелниот став на Врховниот суд? Овој став кој што е пред скоро време заземен од страна на Врховниот суд е за поздравување, бидејќи во изминатиот период и во овој дел владееше одредена состојба која што повторно ги демотивираше граѓаните да водат постапки за заштита на правото на здрава животна средина. Имено неколку здруженија пред се на граѓани, меѓутоа кои што не можеа директно да се јават како тужители од разни процесни пречки, наоѓаа одредени граѓани кои што се јавуваа како тужители против државата, односно против општината или одредено министерство, а во тие постапки на нивна страна како застапници се појавуваа повеќе здруженија на граѓани. Сите тие судски постапки, било да се парнични, она што се водат во редовните граѓански судови, или кои што се водеа во управните судови во изминативе години, беа одлучувани од формален аспект. Конкретно, судовите се прогласуваа едноставно за ненадлежни, значи без воопшто да се навлезе во барањето, во мериторно да одлучуваат по однос на барањата на граѓаните, туку укажуваа дека не постои надлежност, како на управните судови, така на граѓанските. Анализирајќи ја таквата состојба, одредени лица, нели мислам дека е конкретно одреден адвокат, иницираше постапка која што е предвидена до Врховниот суд и беше заземен овој начелен став, согласно кој што во иднина се гарантира
судската заштита на ова право, децидно е кажано дека тоа спаѓа во надлежност на управните судови и наведено е конкретно дека граѓаните можат во тужбите да бараат одредена општина, градоначалник на општина, министер за животна средина, директор на инспекторат да бидат задолжени, значи тужбата да им се уважи, и да бидат задолжени во определен рок да донесат одредена програма, да донесат да реализираат одреден проект по однос на животнава средина и слично. И мислам дека сега нема каде едноставно да се бега и судовите ќе бидат должни да носат одлуки, а после тоа генерално непочитувањето на судските одлуки предвидува други последици и сигурно дека ќе биде и охрабрување за граѓаниве да можат повеќе да водат вакви постапки, бидејќи не можеа таму исто така, тоа се скапи вештачења, треба да се докаже еве како загадениот воздух влијае конкретно на одредено лице врз неговата здравствена состојба. Значи тоа се скапи вештачења, се јавуваа проблеми и тамо дали ќе се најде кој тоа ќе го вештачи и сите. Така да овој начелен став отвара пат во иднина и за квалитетна и ефикасна судска заштита на ваквото право. Супер, добро, значи има потенцијал да се сменат работите кон подобро, посебно не се розово, но работите Сигурно. ако бидеме упорни и се мотивираме константно, ќе еден ден можеби ќе бидат близу совршено. Секако дека јас пак ќе кажам и не е се исто дали во перспектива одредена кривична пријава ќе биде поднесена од некое физичко лице или ќе ја поднесе народниот правобранител или одредено здружение на граѓани или во ваква постапка кога ќе дојде во парницата или во управниот суд има можност ќе отидат и представници на народниот правобранител, па таму ќе делуваат како пријател на судот. Мислам дека сето тоа ќе влијае и на посовесно, поефикасно и по добро водење на судските постапки и нивно завршување правовреме. Ви благодарам што бевте дел од нашиот подкаст и сигурна сум дека оние што ќе го гледаат ќе се здобиат со продуктивни и користни информации што ќе можат да ги имплементираат во самото општество. Благодарност и од моја страна и од лично и од име на институцијата што се даде можност да ја го презентираме и работењето на народниот правобранител. Благодарам. Ви благодарам. И за крај можеме да заклучиме дека и ние граѓаните имаме свој адвокат кој треба да го штити нашето право на здрава и чиста животна средина. Затоа секогаш кога сметате дека нема еколошка правда, обратете се во канцеларијата на народниот правобранител. Ви благодариме што гледавте епизодата од нашиот подкаст Имаш право, кој се реализира во рамките на програмата Унапредување на еколошката правда во Република Северна Македонија, имплементиран од Програмата за развој на Обединетите нации UNDP. И запомнете, здравата животна средина е човеково право. Имаш право на еколошка правда. Имаш право.